Во регионалните вести ќе гледате. Врз основа на анализите од Агенцијата за храна и ветеринарство на Шарпланина не е регистрирана болеста африканска чума кај дивите свињи. Неопходно итно да се зголеми буџетот на програмата за скрининг на ракот на грлото на матката, велат од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените. При гаснење пожар во куќа во Гостиварски Равен со повреди се здобил 43 годишен пожарникар. Од Националниот парк Шарпланина информираат дека врз основа на анализите од Агенцијата за храна и ветеринарство на ова заштитено подрачје не е регистрирана болеста африканска чума кај дивите свињи, кои биле застрелани во рамки на санитарен лов за да се намали опасноста од ширење на болеста. Нема болест африканска чума кај дивите свињи на Шарпланина, кои биле застрелани согласно договор со ловечки друштва, со цел да се намали опасноста од ширење на таа болест на заштитеното планинско подрачје. Од јавната установа Национален парк Шарпланина потсетува дека ловот таму е целосно забранет, а договорот со ловечките друштва за така наречен санитарен лов се однесува само за одреден период со цел елиминирање на болеста. Имено на 31 јануари истече важноста на решението и договорите за соработка кои јавната установа Национален парк Шарпланина ги склучи со ловечките друштва Кучибаба, Шкипоња, Шарит, Шарпланина и Љуботен со цел преземање мерки во однос на појавата на африканската чума кај свињите. Договорите беа склучени врз основа на решението за одобрување на ловење на дивеч под заштита и преземени мерки од Агенцијата за храна и ветеринарство во однос на појавата на африканска чума кај свињите донесено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од 30 август 2022 година и решението на АХВ за контролни и заштитни мерки во однос на болеста африканска чума кај свињите од 3 август лани и измените и дополнувањата на ова решение. Врз основа на ова решение пак на територија на Националниот парк Шарпланина биле отстрелани 13 диви свињи, а според резултатите добиени од анализите од Агенцијата за храна и ветеринарство, болеста не е детектирана, информираат од Националниот парк Шарпланина. Инаку на подрачјето на Националниот парк, освен забрането лов на диви животни, забрането е и движење на лица со пушка и други средства за лов. Непочитувањето и прекршувањето на законите и правилата ќе биде санкционирано согласно позитивните законски прописи, порачуваат од Националниот парк Шарпланина, додека пак незаконит лов е казнив по член 228 од Казнениот законник на Македонија. Во јануари, месец кој беше посветен на борбата против ракот на грлото на матката, уште еднаш се алармираше за потребата од превенција на оваа болест. Од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените велат дека владата го има намалено буџетот за програмата за рана детекција на малигни болести за 2023 година за 2 милиони денари во однос на 2022 година. Во Македонија секоја година умираат околу 40 жени од рак на грлото на матката, додека над 350 годишно се лекуваат на Универзитетската клиника за онкологија. Вели Борјан Павловски од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во разговор за Утрински печат. Според него неопходно е итно да се зголеми буџетот на програмата за скрининг на оваа болест. Во реалноста организиран скрининг можеме да кажеме дека реално не постои. Бидејќи подоците што се од годините пред пандемијата до 2019 беше дека само 28% од жените беа опфатени со овој скрининг, што воопшто не е доволно, бидејќи земјите на Европската унија бележат опфат со жените со скрининг над 75%, што е и ефективен скрининг. Во годините на пандемијата состојбата дополнително се влоши, па така да во 2021 година само околу 22% од жените беа опфатени со оваа скрининг програма. И сега ние, нашата реакција конкретно сега, што ја испративме до јавноста, е тоа што програмата за рана детекција на малигни заболувања
буџетот е намален за 2023 година за 2 милиони денари. Од една страна, значи, подоците што ги разгледуваме ние со годините наназад е дека смртноста е останала иста. Овој карцином е рак кој што прогредира споро. Значи, потребни се години за да премине во напредна фаза и да дојде до смртен исход. Така да ние практично последиците што ги гледаме оваа година, колку жени се починати од овој рак, се должни на тоа што немаме добро организиран скрининг веќе 7 години назад. И тоа што повторно ќе нема доволно буџетски средства, пак ќе немаме добро организиран скрининг и низ годините што следуваат повторно ќе бележиме смртни случаи на жените, ќе видиме дали ќе бидат зголемени или ќе останат исти, меѓутоа што остануваат исти е доста високо и треба да има тенденција да се намалуваат. Европската унија веќе има зацртано цели потполно да се елиминираат смртните случаи од рак на грлото на матката преку скрининг и преку вакцинација против ХПВ. Ракот на грлото на матката е чест карцином кај жените на возраст над 35 години, а 75% од карциномот на грлото на матката може да се спречи со методите за превенција. Треба итно да се реагира во однос на недостигот на вработени суди, обвинители и бројот на предмети на кои работат, а доколку тоа не се реши до крајот на годината. Тогаш ќе се судриме со реален проблем и со огромен број на предмети за кои постои застареност, изјави денеска министерот за правда Никола Тупанчевски. И во однос на овие проблеми што претходно ги заговаравме или дилеми како би нашле соодветни адекватни решенија за надминување на тие дилеми или да речеме одредени недостатоци кои што се присутни. А тие недостатоци, нели ги спомнавме, ќе повторам уште еднаш, се однесуваат на бројот на вработени судии, бројот на вработени обвинители, бројот на предмети кои што всушност на предмети над кои што работат и суди јавни обвинители и дојдовме до заклучок дека навистина ќе треба подитно, ургентно, промптно да се реагира и верувам дека ќе најдеме заедничко решение за тоа што доколку не стигнеме до крајот на годината со решение што значи надминување на таа состојба, тогаш ќе се судриме со реален проблем, со огромен број на предмети кои што постои застареност. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека потенцијалната коалиција на власта со Алијанса за албанците ја поистоветува со политичка естрада и оцени дека можната нова коалиција нема да има капацитет за реформи. Теоретски кажано, според желбите на Ковачевски и на тие кои што сега се приклучуваат на оваа влада на ДУИ поддржана од СДСМ, имаме, да речеме и да нема предвремени парламентарни избори, имаме некаде околу 10-11 месеци уште период кога оваа влада би работела. Зарем некој во Македонија, човек верува, па дури мислам и самите тие, верува дека за овие 10-11 месеци може нешто да се направи и да тргне напред, односно да се подобри квалитетот на живот, стандардот на граѓаните, реформи структурни да се случат. Јас мислам дека дури ни тие самите не веруваат во тоа, па затоа јас со оваа нова коалиција ја повеќе поистоветувам со естрада, би рекол, политичка, во која што овие политичари кои што влегуваат во оваа естранна владина коалиција имаат само исклучително една цел, а тоа е да задоволат неколкумина околу себе, да наместат уште неколку тендери за да можат да го плячкаат народот. Таму нема капацитет за реформа, затоа што јас такво нешто не видов изминативе 5,5 години откако СДСМ е влада, а камоли па да очекувам нешто во овие 10-11 месеци и да нема предвремени парламентарни избори. Така што предвремените парламентарни избори се нужност за да може народот да се избере политичари кои што ќе ја водат владата, кои што ќе направат структурни реформи и ќе ја придвижат Македонија напред, кои што ќе градат, а не да крадат како што денешната владина коалиција на ДУИ поддржана од СДСМ се однесува и еве сега гледаме истата ќе се проширува. Министерот за образование и наука Јетон Шаќири, одговарајќи на новинарско прашање, појасни зошто учениците во основно училиште кои учат според новата образовна концепција се уште немаат учебници по одредени предмети. За прво одделение, кога зборуваме за деца, сите ученици во 1 септември
има добиено подготвителни материјали. После завршување на подготвителните материјали, кои беа за 3 месеци, за првото 3 месеци, сите институции имат комуницирано со секторот за основно, но исто така и со Бирото за развој на образование. Зошто некои од учебниците не стигна навремено после завршување на тие материјали кои беа подготвителни материјали. Значи, учениците има подготвителни материјали за новата концепција сите. Прво, второ, четврто и пето оделение. Учебниците, вашето прашање, дека дел од учебниците, од прво оделение се доставени сите учебници на сите јазици, освен предметот општество, кој според информациите што ги добивам од поставките од Националната комисија, последната недела е одобрен во Националната комисија. Зошто не е одобрен истиот учебник? Не е одобрен заради некои постапки, законски забелешки, рецензентна комисија, други комисии, кои се вклучени во постапката на одобрување на еден учебник. Во момент кога очекуваме сега за да продолжи постапката за печатење на тој учебник, е процес на жалби, што треба другите автори, ако не се задоволни со одлуката на избор на истиот учебник, имат 15 дена за жалби. За второто деление, сите учебници, освен математика и општество, кој во момент кога зборувам денеска, утре и во овој период, има достава во сите училишта, значи како второ оделение сите учебници се доставени. За четврто оделение сите учебници се доставени, за пето оделение освен македонски јазик во двата области што ги имат пуштено Националната комисија заедно со педагошка служба, не е пријавен ниту еден автор и е формирана група на автори. Значи, во целата постапка, на основниот концепт за 9 оделенија, веќе се завршени за 4 оделенија и доказ на тоа дека другата година, тоа што го кажувам, за трето оделение, повикот за автори е пуштен во 11 месец. Се уште не е пуштен за 6 оделение, зашто ги очекуваме учебните програми, кога ќе ги достави Бирото, веднаш утрешниот ден ќе бидат и повикот доставен за автори за учебници. Но со завршување трето и шесто оделение, мислам дека за новата концепција ќе имаме целосно учебници од другата година во септември, зашто немаме оправдување за временските рокови кои треба да се организираат од страна на законот, но исто така и од страната на комисија и одговорностите од министер. При гаснење пожар во куќа во Гостиварски Равен со повреди се здобил 43 годишен пожарникар. Од СВР Тетово информираат и дека вчера на Тетовско-Гостиварското подрачје била спроведена засилена акцијска контрола за однесувањето на пешаците во сообраќајот, во која бил санкциониран 41 прекршок. Вчера во 20 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во куќа на 62 годишник во Гостиварски Равен. Опожарен бил горниот дел од објектот, а при преземање мерки за гаснење на пожарот бил повреден 43 годишен пожарникар од Гостиварско Речане, кој бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 10 до 14 часот спроведоа засилена акцијска контрола на пешаци и нивното однесување во сообраќајот. При контролата откриен и законски санкциониран бил вкупно 41 прекршок, 21 во Тетово и 19 во Гостивар. Најголем број од прекршоците се однесувале на преминување на улиците надвор од обележани премини, додека другите пешаци прекршители не ја почитувале светлосната сообраќајна сигнализација, а санкционирани биле и 4 други видови прекршоци. На сите прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со парични глоби од 30 до 50 евра во денарска противредност. Целта на овие и другите контролни активности е подигнување на сообраќајната свест и култура на пешаците и подобрување на нивната безбедност. Ова дотолку повеќе што минатата година на Тетовско-Гостиварското подрачје речиси половината од настраданите во несреќите биле пешаци.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Завршуваат регионалните вести. Пријатно.